Првиот човек на општина Тетово, Теута Арифи, рече дека општината досега објавила 3 тендери за згрижување на куќињата. Таа истакна дека не е доволен капацитетот, но немаат финансиска можност истиот да го зголемат. Таа смета дека проблемот со бездомните животни може да се реши само ако имаме регионален пристап од сите полошки општини. Значи ние го функционализиравме и центарот и го реактивиравме исто така и процесот на тендерирање за да и институцијата која го води тоа институционално да апсолутно биде сигурна дека е поврзано и со процес на исплата. Нормално дека капацитетот на тој центар, значи за градот Тетово е доволен, но ако има други тенденции на интервенции, например, и во другите помали општини, нормално дека тие капацитети се лимитирани. Ние апсолутно сме заинтересирани да го зголемиме како капацитет, но во текот на оваа година нема да сме во финансиска можност да го зголемиме, но заедно со другите општини кои од целиот Полошки плански регион, што ги имаме сите истиот проблем, значи сме се договориле да регионално, ако можеме да пристапиме, за да добиеме некоја меѓународна донација за некој поголем регионален центар токму за третирање на кучиња скитници, затоа што тоа е проблем на целиот регион и како таков сакаме и да го адресираме. Од ветеринарната амбуланта, која ги има добиено сите 3 тендери за згрижување на кучињата скитници, вела дека втора недела работат на заловување, лекување и обезбедување на дом за бездомните животни. Првите 2 тендери беа по 600.000 денари, а сега третиот тендер изнесува над 1 милион денари. Ова е долгорочен процес, но сега имаме и повеќе средства, пак има и повеќе резултати, истакна од ветеринарната амбуланта. Се претпоставува дека во градот има околу 500 кучиња скитници.